Видете, едноставно нашите градови и општини, вака како што изгледаат денеска, пренатрупани, без јавен простор, со топлотни острови, без јавно зеленило, без тротоари, значи места кои не даваат ни некој минимален квалитет на живот на граѓаните, и тие се последица на серии на вакви одлуки, на урбанистички планови, на закони, на правилници, носени и менувани во слични вакви постапки. Значи, резултатот од ваквото постапување го знаеме. Ние очекувавме нешто повеќе и подобро, особено на почетокот на мандатот на една власт, дека ќе прикаже на поинаков манир на владење и управување, бидејќи ако ги повторуваме пак истите грешки од минатото, не може да очекуваме резултати поразлични од ова што сега го живееме. И во таа насока, како што рече и Ана, последиците од овие измени донесени на крајно нетранспарентен начин и покрај тоа што со години и години се укажува на тоа дека овие работи мора да се прават во консултација со стручњаците, да се слушнат стручњаците за не да имаме планови како што ги имаме денеска и кои што се спроведуваат уште во центар, кои го надминуваат генералниот урбанистички план, а со тоа се противзаконски, а пак се спроведуваат. Значи, тоа е резултат на такви политики носени на таков нетранспарентен начин. Ајде, време е конечно нешто да се промени, меѓутоа промената не може да дојде ако вака потпикуваме закони, законски измени, чии што последици ние не може да ги согледаме уште, а може да бидат уште посериозни и уште повеќе да го влошат квалитетот на живот.